Разговорот со мојата керка и политичар е автентичен. На овој начин премиерот Зоран Заев ја подкрепува приказната дека бомбите кои тој ги објавуваше биле веродостојни. Вели во судските постапки се потврдувало дека разговорите не се монтирани, па дури и дел од самите обвинети не ги спореле. Јас, за мене, тоа што се однесуваше, дали разговорот со мојата керка или разговорот политички со одредени личности, секогаш го потврдувам со неговата автентичност, а тоа го потврдија буквално и сите. Тие што не го потврдија, вештачењето токму тоа го потврди дека навистина разговорите се автентични. Сепак и покрај изјавите на Заев, јавноста е свидок дека во повеќе наврати одбраната на обвинетите преку своји вештаци докажуваше дека прислушуваните материјали не се веродостојни. Вештаците тврдуваат дека постојат низа фактори, заради кои презентираните прислушувани материјали на одредени рочишта не може да се земат за веродостојни, автентични и целосни. Во последниот опис, односно вештачењето кој дојде Алфа, стои дека СЈО не дало детален опис за форматот на дактотеката каде се склатирани тонските записи. Ниту истиот произлегува од извештајот на СЈО од 26.5.2017 изготвен од Иван Петров, кој е раководител на одделението за информатика при СЈО, на кој се повика јавниот обвинител на самото рочиште. На рочиштето на 18 јуни за Милеја на Киевски, кога се емитувале електронските записи, недостасувал суштински податок или така наречена так етикетата, на која треба да стои запишан датум, време и автор на записот, што фрла уште една црна дамка на веродостојноста на бомбите. И тоа не е се, откако тогашниот вештак извршил увид во електронските материјали што СЈО ги користело како доказ. Во февруари годинава констатирал дека датумите и часот на креирање на тие и оние презентирани на рочиштето не се совпаѓаат.